Мој гостин во издание на Студио на Нова е професорот Владо Поповски. Повод за ова негово гостување се две негови книги, не знам колку се познати професори на јавноста. Едната руската и советската надворешна политика и македонското прашање, и втората албанското национално ослободително движење. Со актуелните настани на светската политичка сцена постои една во јавноста на поделеност околу тоа дали сме за Русија, дали сме за Западот. И морам да кажам, она што е барем во една популарна оваа култура или субкултура, како сакате да наречете, постојат известни симпатии кон Русија и Путин на сметка на Западот. Околу официјалната политика исто како да постојат дилеми, ништо експлицитно, но нејасно околу тоа каде сме. Па можеби е добро да се подсетиме околу односот во историјата, во она што вие го пишувате. Колку што можев ја да прочитам, односот на руската надворешна политика и руската дипломатија во минатото кон македонското прашање е доста негативен. Која е генезата на тој негативен однос на руската надворешна политика? Прво вака, руската надворешна политика кон Македонија трпи промени низ историјата. Можеме да кажеме дека негативниот однос на руската надворешна политика кон Македонија е консумиран со царска Русија. Веќе советскиот период на Русија има сосема друга надворешна политика и друг став кон Македонија. Ќе дојдеме. Дозволете, и современата Русија има исто така позитивен и конструктивен, би рекол, стабилизирачки став кон Република Македонија, една од првите што ја призна од големите сили и така натаму. И тоа под уставното име. Тука ми се чини дека господин Чуркин го соопшти тоа признание. Мислам дека од Софија, во посета на Софија. Но Чуркин имаше изјави дека Русија смета дека со признавањето под уставното име не загрозува никого, ниту Грција, бидејќи Русија признава како Република Македонија, а не како Македонија. Имаше направено така еден... Печеток направи што од Софија не призна. Па видете, Софија вака. Мислам дека од Софија ја пратија поради улогата на Желјо Желјев во признанието. Имено според... Кој лобирал на однако добро? Дозволете. При посетата на Јелцин на Бугарија, пред Русија да ја признае Македонија, а веќе беше призната од Турција, од самата Бугарија исто така, имал долг разговор со Борис Јелцин и укажал колку е значајно за стабилноста и мирот на Балканот да биде признаена Македонија. Имаше самиот Желев кажено, во посета јас како министер за одбрана на Република Македонија имав таа средба и тој го соопшти тоа, дека тој долг разговор фатило место со аргументи кај Јелцин и тој признанието го извршил уште во авионот, додека летал за Москва. Има и некои секвенци дека Козирев, тогаш беше министер, мислам, за надворешни работи, му објаснувал дека овие другата страна, Европската унија, па она ќе реагираат бидејќи нели околу името резолуцијата 817 на Обединетите нации постои така натаму, овој тврдо кажал дека призна и така на Желев. Што значи дека има една позитивна врска во таа смисла. Царска Русија. И уште само ова, господино Желјо Желев е еден од балканските председатели кои што не ја прифати поканата за состанок меѓу Милошевиќ, Мицотакис и него лично. Јавно е отворено в чест и имено. Што значи треба на тие работи навистина да гледаме многу позитивно и да ги афирмираме. Царска Русија, професоре, има прилично негативен став од она што можете да го разберем читајќи вашата книга и
протежирајќи еден концепт на големи држави на Балканот. Во таа смисла фаворизирајќи ги Грција и Србија, па дури Бугарија е исто фрустрирана во тој поглед во односите. Фрустриран бидејќи не се оствари, иначе нема што Бугарија да замерува на царска Русија. Царска Русија го склучи прелиминарниот договор за Сан-Стефанска Бугарија, што значи не дозволете, Сан-Стефанска Бугарија не би постоела како категорија, ниту како дефиниција ако не беше царска Русија. Што значи Бугарија нема никаква причина да се љути на царска Русија. Имено, сосема кратко би кажал во што се состоеше руската царска политика кон Македонија и генезата на која основа припаѓа. Имено, таа политика се состоеше во следното. Русија некаде, кога и пропадна моделот на Сан-Стефанска Бугарија на Берлинскиот конгрес 1878 година, кога се осведочи дека не може да прави голема балканска држава под нејзино влијание, која што би била држава сателит проруски ориентирана, а Русија секогаш го имаше тој интерес за Балканот, бидејќи Балканот е обезбедување на мореузите од западна страна и така натаму, се реши со една нота на високо поставениот руски дипломат Нелидов, испратена до Александар, до императорот, дека ние треба Македонија да не ја даваме цела на ниедна друга балканска држава, со што се досоздаваше моделот на голема балканска држава, она политика која што пропадна на Русија, туку ќе треба да ја поделиме на трите балкански држави, но треба да сочекаме грчкиот премиер Трикупис да се сврти кон Русија и да ја респектира Русија за да имаме влијание и над Грција. Што значи дека таа политика беше дека поделбата на Македонија предложена од 86 година, 1886 на маргините на тој документ, рускиот император има напишано «Савсем согласен», сосема согласен. Од тој момент до поделбата на Македонија, царска Русија не отстапи од концептот на поделба на Македонија. Најжестоките судари меѓу македонците, македонскиот фактор, а тој веќе ВМРО, и рускиот фактор настапуваат 1897 година кога се јавува критското прашање и кога во дипломатите, особено од еден бугарски дипломат, е кажано сега е наред македонското прашање и кога во Македонија почнува да врие, така да се каже, бидејќи постои и Централниот комитет на внатрешната организација 1893, постои Македонскиот врховен комитет во Бугарија 1895 година. 95 година имаше една провокација, така наречено Мелничко востание, а 97 година беше најавено повторно барање за автономија на Македонија или востание, и тогаш имало помена од министерот за надворешни работи на Русија, грофот Муравјов. На македонците треба да им се каже да мируваат. Така, дозволете, бидејќи најфрапантни документи следува со грофот Ламсдорф. Тоа е 902 кога се крева Мелничкото востание, ова горноџумајското востание од страна повторно на Врховниот комитет, и кога се дознава дека за пролет 93 година се планира општо македонско востание, Русија веќе мораше драстично да ја дефинира својата политика, која што инаку дипломатски имаше дефинирано со тајна спогодба со Австро-Унгарија 1897 година, каде двете сили, тие се двете овластени сили за балканските прашања од страна на сите. Тоа сакам да прашам за другиот концепт, австро-унгарскиот наспроти рускиот во врска со македонското и Балканот, кои што протежираат помалите етнички групи да добијат своји држави. Видете, австро-унгарскиот концепт, не дозволете, за Македонија до 1897 година се разликуваше од рускиот, она сметаше сепак на посебност на Македонија и не спојување ниту делење, бидејќи Австро-Унгарија уживаше
уште од источната криза симпатии сред македонското граѓанство и она планираше тие симпатии да ги искористи своевремено. Значи, не пред крајот на 19 век, кога се подпишува на друг концепт, да ги искористи за своето продирање кон Егејско море. Меѓутоа, подосна свати, од кога во Македонија се диференцира етничкото македонско тело на три фракции, се фракционира. Например, на големиот дел преку црквите, училиштата и финансиите беше екзархиско и се во номенклатурата на турската империја, која што познаваше милетски систем, а не систем на нации, а милетскиот систем беа според припадност на конфесија, на црква или на религија. Дозволете, и тогаш се јавија булгар милет во Македонија, срп милет беше 1903 официализиран, меѓутоа предходно исто така од 1892 година веќе со Фирмилјани 93 година и со Поликарп, тој е во епископ во Велес, почна да запишува српски нуфузи. Зошто движењето македонско не успева да го артикулира својот интерес и да се позиционира во рамките на оние кои протежираат самостојност? Која протежираш самостојноста? Австро-унгарците беа за самостојност како и англичаните во текот на источната криза. После тоа се заборави Македонија после 1880 година, едноставно се пацифицира сето тоа и македонското прашање одново излезе на европската сцена дури во 90-тите години кога почна овие провокации од 1895-97 година и слично. Тогаш Австро-Унгарија процени исто така дека не е можна автономија на Македонија, бидејќи внатре условно во наводници народносните бугарите, србите и грците, а тоа се од истото етничко тело, словенско, македонско тело, поделени по цркви, фатени се за гуша. И има дури крвави судари меѓу нив, например. Зошто македонците не успеваат овие два различни концепта на крупните фактори меѓународни, Русија и Австро-Унгарија како представник на западни сили, да го позиционира својот интерес и да го реализира. Не, само да ве кажам, прво вака, постојано предпоставувате два концепти, не постојат два концепти. Кон 90-тите години, значи постои... Зборуваме за рускиот кој протежира големи држави на Балканот? Видете, тоа завршува со 1878 година со источната криза. Русија ја напушта комплетно концепцијата за големи држави со Берлинскиот конгрес, а ја варира предходно од 1867-68 година кога е склучен првиот Балкански сојуз, бидејќи тогаш се подпишани договори меѓу Србија, меѓу Црна Гора, меѓу Румунија и меѓу Грција. И договор постои со бугарското движење на Раковски и србите да формираат бугарско-српска држава. Бугарите ја признаваат српската династија, да биде тоа Србо-Бугарија или Бугаро-Србија со двоен ентитет, со две собранија, бугарско и српско, меѓутоа со некој спој. Се напушти таа идеја, бидејќи српски, видите, треба предпоставени информации за историјата. Српскиот кнез Михајло Обреновиќ, кој што стоеше на таа конспирација на чело и требаше да ја одигра пиемонската улога на Балканот, под крилатицата Балканот на балканските народи, да крени општо востание на балканските држави и на балканските народи. На бугарите кои што немаат држава, на албанците кои што немаат држава, преговараа со албанците и така натаму, и да се создаде една балканска обширна држава, може би конфедерација со автономии, меѓутоа со главна улога на Србија. Но, кога се подпишаат тие договори меѓу државите, тогаш Јури Андраши, стариот министерот за надворешни работи на Австро-Унгарија, отиде на дворот српски, кај Михајло Обреновиќ, и во името на западните сили, на Франција, Англија и Прусија, тогаш уште Прусија, Германија од 1870 година, да речеме, дозволете, му нудат турските гарнизони од Србија да се повлечат без борба, без востание, без крварење и Босна да им ја дадат под управа. И Михајло Обреновиќ
свртува грб на таа конспирација која што е нагроздена за да почне восстание. Според тоа, видите, според тоа. Зошто ние не успеваме да го препознаеме начинот на кој ќе дојдеме ќе реализираме она што е во 1862 година не можеме да кажеме дека постоевме како субјект колективен со колективна уедначена политичка свест за целината на Македонија, кој што водат народна или национална политика некои субјекти, па да се прилагодуваат према движењата на меѓународната заедница, например, да се приклучат како конспирација према австро-унгарските идеи, например, и така натаму. Меѓутоа, тоа не значи дека отсуствувало определено македонско граѓанство кое во определени кругови се залагат, например, за поврзување со Австро-Унгарија. Например, ево вака, Димитар Робев е пуштен како делегат преку србите, со српска делегација на Берлинскиот конгрес, да се бори, прво да го убеди кнезот Обренович, тој е веќе не Михајло, току оно што го Обренов, да се заложи за автономија на Македонија, а ако не може автономија да биде Македонија, тогаш да се припои Македонија кон Србија, например, тоа е таа едната линија. Значи имало такви обиди македонскиот фактор да се вклопи во некоја поширока политика. Меѓутоа, Македонија исцело остана како и другите делови во границите на Турската империја, затоа што западните земји не дозволија разгром на Турската империја на балканско тло. Тие дозволија само создавање на една мала бугарска државичка од Балкан планина до Дунав и една административна од Дунав до Тракија. Како да во тоа време не успеваме, немаме подршка од Русија да пренесам сега на советски... Од Русија после тоа имаме точно политика на поделба, бидејќи... На Советскиот сојуз, каде што го е... Чекайте, вие ме прашавте кај е генезата за негативната треба да се политика на царска Русија. Тоа не е поради тоа што царска Русија ги мрази македонците, туку поради тоа што... Да, имено, видите... Имено, станува збор за интереси на голема сила, која што проценува дека Македонија, која што е фракционирана и за која што не е возможно да се создаде една држава, бидејќи народот меѓу себе комплетно влечи на сите, дозволите, необединети на различни, дозволите, на различни страни. Австро-Унгарија има еден предлог тогаш шеговит повеќе кон Русија, ајде да влеземе да ја окупираме Македонија со војска и да ги создаваме институциите, например како што во Косово се создава институциите. Русија тоа не го прифати, бидејќи за еден локален интерес или интерес на македонците на една територија во однос на целиот Балкан, локална, географска Македонија, не се реши и немаше никаков интерес да создава држава наспроти интересите на Србија, Бугарија и Грција да ја поделат. Што значи, регионалниот интерес на Русија беше поврзан со интересите на трите држави и полесно и поизводливо беше да се дели Македонија на трите држави, поготово што трите држави се комплетно присутни во Македонија со своји структури, со цркви, со училишта, не само основни, средни и друго, со пропаганди, со финансиски средства, и дека трите држави едва и чекаат момент да ја нападнат Турција и така, независно од политиката на големите сили. Па дури и овој Балканскиот сојуз е склучен меѓу Србија и Бугарија како офанзивен, а Русија инсистираше како дефанзивен, во одбрана само од нападите на Австро-Унгарија, а не да биде... Според тоа, вие да сте биле император на царска Русија, истите решенија ќе ги донесете, што ги донесе, тој император во однос на Македонија. И тука нема љутење. Во Советска Русија, што се менува за да добиеме... Имено, во Советска Русија... Подршка до 20-тите, од почеток на 20-тите. Во Советска Русија, прво Советска Русија, како што знаете,
беше нападната од сите други системи и така натаму. И она беше цел на напад и нарушење, бидејќи беше зараза, така, или субверзија, да се речи, за граѓанскиот свет. Царска Русија бараше сојузници и најпрво во однос на Советска Русија бараше сојузници и ги најде, например, во позицијата на победените големи држави кои што беа победени во Првата светска војна. Воспостави извонредни односи со Германија, пријателски односи, веднаш во 20-тите години. Воспостави прекрасни односи со Турција. Дури за времето на Ленин со Турција воспоставија такви односи што им беа на Турција вратени низа пристаништа и земји кои што беа освоени од царска Русија. Не само тоа, дозволете. За македонското прашање. И 10 милиони златни рубли имаше инвестирано Советскиот сојуз во Русија за да ја поткрени војната. Тоа ме интересира сега, професоре. Кој е интересот однос на Македонија да го промени расположението, да изгради една позитивна... Добро. Истата теза, само барање сојузници, покрај тоа што ги најде во победените држави, ги најде и во потиснатите националности. А потиснатите... Како потенцијални партнери. Па да. Потиснатите народи на Балканот, кои што се вклопија веќе во големи држави, веќе Запад попушти не мали држави, туку ја создаде Краљевина Југославија, која што требаше да биде еден од зидовите, ако не непосреден во однос заштитен, санитарен кордон, ако не директен во однос на Русија, бидејќи директно се Романија и Бугарија, а тоа втор заштитен, за да се штити Запад. Во таа држава многу народи не ги остварија своите вековни тежненија за создавање на сопствена држава. И тука беа подвластени национално, културно, подложени на асимилација македонците, албанците, црногорците, бидејќи црногорците има свое национално движење, затоа што има своја државна и национална традиција претходно. И конечно нивниот крал Никола беше непристојно истеран од Црна Гора, и тоа Црна Гора не можеше да го заборавиш. Босна и Херцеговина, исто така муслиманите во Босна и Херцеговина. Русите воспостави Хрватите, кој што нема еднаква позиција како и србите, иако тоа беше прво СХС, Србија, Хрватска и Словенија, кралство, а после државниот удар, дозволете, стана Краљевина Југославија, но Хрватите имаа второстепена положба и нема чувство на равноправност и имаше Советскиот сојуз доста подлога и таму за соработка. Значи, македонците, за да бидат соработници на Балканот, а Советскиот сојуз процени дека без македонската револуционерна организација која што беше наоружена, изворедно многу, која што постоеше со формации во Бугарија, која што беше како држава ограничена во својата моќ, воена и државна, поради тоа што беше земја која што изгуби војната, и со своите чети и поддршка во Вардарска Македонија и со својот потенцијал и капацитет да влегува со чети да прави проблеми на Југословенската кралска држава или на државата СХС, беа проценати дека не е можно да се изврши советизација, например на Бугарија, каде што комунистичкото движење беше доста напредно и каде што две личности игра меѓународна улога, тоа е Ѓорги Димитров и Коларов, Васил Коларов. Тие беа многу високо поставени, особено во интернационал. Што значи, сега дозволете, Советскиот сојуз, според тоа, за да може да ја привлечи на своја страна и македонската револуционерна организација, треба да се произнесе за македонското прашање, логички звучи на начин блиску и му испорачуваат на тоа, дозволите, до целите на ВМРО. И Советскиот сојуз ја
го прифаќа правото на македонското население како македонски народ, народот на Македонија, на своја држава. И Советскиот сојуз тогаш гради концепт, и сега веќе ако сакате парадоксите во историјата да ги видите, Советскиот сојуз има концепт на голема балканска држава до Берлинскиот договор. Од тогаш има, а Советскиот сојуз има концепт на мали балкански држави, бидејќи големи има, тоа е Југославија, и сите се непријателски настроени кон болшевичка Русија, што значи дека Советскиот сојуз се враќа на оној концепт на Австро-Унгарија. Имено, да. И он работи со националните движења, со сите, ги помага националните движења. И тоа трае кратко, потоа Советскиот сојуз го менува тоа. Не, тоа го менува единствено 1940 година, единствено тогаш, во мисијата на државниот секретар на Министерството за надворешни работи на Советскиот сојуз, Соболев. Тоа е мисијата, не, дозволете, Соболев, кој што оди во Бугарија да ја привлечи Бугарија во воен сојуз со Советскиот сојуз, бидејќи Бугарија е клучниот балкански простор за интересите на Советскиот сојуз, и Сталин кога го праќа Молотов во Берлин, му вели не заборави дека мореузите се освоени преку суво, преку сув терен, преку Бугарија, да речеме. Бугарија е одма тука до мореузите, Бугарија е клучно. И мисијата на Соболев за да се привлечи Бугарија кон Русија беше следното. Кон Советска Русија. Советскиот сојуз ги поддржува сите ваши претензии за проширување на балканска територија, што значи само во тој момент. Го споменувате Тодор Александров. Тодор Александров во еден момент, во периодот кога Советска Русија е наклонета кон македонското прашање, не успева со нив да излезе на крај. Но во исто време... Не, прво, дозволете, тој подпишува договор со спогодба со Советскиот сојуз, например го праќа Димитар Влахов да биде во Виена, божем трговски агент на Бугарија, да работи во Советскиот центар, Виенски центар, кој што ги одржува сите овие врски со сите националности и слично. Тоа е во декември 1923 година, а 24 година веќе Бугарија има потреба да ги омекни и регулира односите со Србија и ги регулира на грбот на Македонија, бидејќи го... Со поддршка на тогашна дипломатијата на Советска... Не. Тоа е директно, тоа се две влади кои што се антиболшевички настроени, на Цанков и на Пашич и така натаму. И бидејќи пречка за нормализирање на бугарските односи со Србија и на Балканот и добивање на кредити од Франција, од другите, после Првата светска војна, е да ја истисни Македонската револуционерна организација од Бугарија. Александров Тодор е повикан од Александар Цанков и му е речено: ако сакате да правите вие македонските револуција, одете правете во Македонија, тамо во Вардарска Македонија, во таа смисла, или надвор од бугарските граници. И бара од нив да ја напушти Бугарија. И тој, и Протогеров, кој што е член на Централниот комитет, а Чаулев е веќе и така надвор. Дозволете се. Тодор Александров не излегува. Цанков го замолува командантот на Софискиот гарнизон да го заплаши. И кога му се јавува и кога смета дека ќе бидат, а веќе почнува и апсење на активисти на ВМРО, а може да и загрозен животот, тие одат надвор од Бугарија и решава да раскине со бугарските генерали и министри, и Александров доаѓа на концепцијата на независна Македонија и се изедначува со платформата на Гоце Делчев, на Ѓорчев, на старите и така. Зошто не успева да ги придобијат, да искористат наклоноста на советската дипломатија во еден тој период историски? Прво подпишуваат они договор со Советскиот сојуз, тоа се Виенските договори што ги подпишуваат. Меѓутоа, Александров таму е осведочен дека условот за да може да добие оружје, пари и слично,
А Александров бара таква поддршка, оти му треба, ама му треба и меѓународна политичка, дипломатска поддршка од Советскиот сојуз. Условот е да ја струши владата на Александар Цанков, бидејќи советите проценија дека може да ја струши само македонската организација, што значи и да ја доведи на власт комунистичката партија заедно со левите земјоделци, што значи да се впушти во функција на класна борба. Тоа не го прифаќа, бидејќи ВМРО не е класна организација, туку е општ. И од тие причини советите, например, Александров и ВМРО почнуваат да исполнуваат некои услови, но не оваа класната борба и слично, преговарат со комунистите, се договарат да нема меѓу нив вооружување и слично. Шо за една епизода кога Александров бара прием кај американскиот амбасадор во Софија, овој го одбива вика со бандити. Видете, тоа станува во еден период кога веќе е изолирана, како се вика, ВМРО. Станува тамо околу 23-та година, барат помош прво и 22-та преку представници на ВМРО од Англија, не добиваат материјална, финансиска или друга помош. Добиваат од Италија, но недоволна, како што од Италија исто контактира со националните движења, со албанското особено и го поддржува многу, и со македонското. Австро-Унгарија дава пари на албанското, не дава на македонското, бидејќи веќе потпишал на другата политика и слично. Веќе не е Австро-Унгарија, туку е Австрија, веќе после Првата светска војна и она е мала. Зошто сметаат за бандит? Американците дозволи. Кога се обраќа до американскиот амбасадор, тој има една таква реченица дека не разговарам јас со бандити, сметајќи ги сите кои што имаат чети или имаат паравојна организација, бидејќи ВМРО во тоа време имено паравојна организација, и паравојните организации денес Соединетите американски држави ги става на црн список, така ли е? Како терористичка организација. Разговарат ли со нив? Не разговарат. Не разговарали со него, сметајќи го дека е паравојна и дека влегува во некој концепт. Не ми е јасно дали тогаш го користеа Соединетите американски држави терминот терористи или пак други, но дали е тоа кон Александров персонално? Но дозволете, и беше одбиен. Не цела организација како може. Тодор Александров, ако сакате да кажете дека Тодор Александров во таа организација е поцрнот колку просеко, не е тоа. Тоа изјава ниту можете исто кој во тоа време нешто порано во Вудроу Вилсон во 14 точки го разгледува прашањето и меѓу другото и македонското прашање. Не го зима во предвид, едноставно. По Првата светска војна се види можноста Македонија да добие самостојна. По Првата светска војна има обраќање на Тодор Александров до Вудроу Вилсон за тие 14 точки, инаку да ви кажам, представници на македонското движење, самиот Тодор Александров, 1917 година, кога е извршена Советската револуција и кога е создадена Советската власт, разговара со Јофе Абрамович, подосна висок функционер во советската хиерархија, а подосна еден од главните во Виена. И тој тогаш во дневникот го пишува тоа самиот Александров, се залага да се модифицира синтагмата на Советскиот сојуз од 17 година, кој што е во интерес на Советскиот сојуз. А тоа беше без надоместоци на од страна на државите, без плаќање на обештетување на победителите, но и без анексии. Без анексии и без репарации. Така беше синтагмата советска. Тодор Александров беше кај тој Јофе за да му укаже дека во случајот со Бугарија не станува збор за анексија, туку за ослободување на уште еден дел кој што според сваќањата на Александров, сметајќи дека тоа би било реално, припаѓа на Бугарија и сметаше дека цела Македонија
обединета, никогаш Тодор Александров не сметал со дел од Македонија. И дури обединувањето на Македонија му беше еден од најтврдите, непопусливи негови столбови, треба да биде приклучена кон Бугарија. Меѓутоа, Јофе му вели, ние не можеме да направиме за вас исклучок. Вие можете да објаснувате што сакате и така натаму, ние одеме без анексии, без репарации. Со тоа се разбира дека Првата светска војна не заврши без анексии, без сепарации, како што му одговараше на Советскиот сојуз, туку заврши и со анексии, и со репарации и така натаму. Професоре, ви благодарам што бевте учесник во студио на Нова и на читателите, на наставниците, особено ви препорачувам да си прочитате овие. Добро, благодарам и јас.